Почитувани, добро вечер. Ова вечер ќе зборуваме за една од најважните гранки во нашата држава, а тоа е земјоделието. Прашањата ќе бидат насочени во делот на тоа кои мерки се преземаат за спречување на корупцијата и криминалните активности при поделба на средствата за земјоделците. Дали постоеле случаи на неправилности во доделување на субвенциите или други видови на финансиска помош за земјоделците. Доколку минатата влада работела 7 години, онолку колку што оваа влада работи изминативе 5 месеци, ние ќе бевме држава која што извезува, а не увезува продукти. Почитувани, денес имаме историски најголема откупна цена за лозарите, зголемена за 25% согласно со законот за вино. За вранец 20,8 денари по килограм, додека за Смедеревка 18,3. Склучени се договори за 26.000 тони тутун. Опфатени се околу 16.800 земјоделски стопанства, а тутунарите ќе добијат и по 6.000 денари од хектар засадена површина под тутун. И секако дека тоа не е се. За сите субвенции, новитети, проекти, вечерва ќе дискутираме со министерот за земјоделство, водостопанство и шумарство, господинот Цветан Трипуновски. Министер, добро вечер, добро дојдовте. Благодарам на поканата, добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам. Знам дека со обврски гужви, тоа е работата, такви сме ние научени, ВМРО ДПМН партија која што работи за граѓаните и има искрен пристап кон нив. Јас би сакал да почнам со едно јасно прашање и барам јасен одговор. Дали земјоделците се конечно дел од приоритетите на владата? Апсолутно да. Тоа беше едно од практично во времето на опозиција, една од нашите главни адути во делот на предизборијата и во самата кампања, да овој пат на вистина земјоделците имаат партнер во кој што ќе можат да разговарат, преговарат, договарат едни мерки, едноставно да бидат во делот на приоритетите. И мислам дека изминативе 5 месеци повеќе од јасно докажавме дека тоа на вистина се спроведе на дело. Дали во делот на превенирање корупција, како што спомнавте, дали во делот на креирање на мерки, санирање на оние штети кои што беа во минатото наследени од типот на погрешни земјоделски политики, програми и така натака и така. Значи овие 5 месеци веќе сме сериозен партнер кој што заедно со земјоделците ги превенираме евентуалните проблеми, санираме штети, како што кажав, и нормално веќе овие месеци разговараме и договараме како ќе настапиме во наредната 2025 година, која што практично од календарски аспект да почнеме во делот на нови програми, нова визија, дел од реформите да почнеме да ги спроведеме, бидејќи знаете, дел од реформите може да бидат на брз рок имплементирани, дел се среднорочни, дел се долгорочни. Едноставно, целиот концепт на рестарт во земјоделскиот сектор треба да го почнеме од веќе наредната година. Се согласувам, не е тоа се ден за ден, односно денес за утре. Навистина оваа минатата влада има толку многу заборавено за земјоделците, со тоа што мораме повторно ние како државотворна партија да посветиме внимание на земјоделците. Ме интересира што се има случајно со субвенциите. Дали претходната влада немала идеја како да се справи со ова и дали заради истиве овие причини земјоделците биле оставени на цедило? Темата субвенции, мислам дека премногу се споменува во јавноста, а најмалку право да имаат за спомнување тоа што минатата власт практично го девастираше тој систем кој што е воспоставен уште во далечната 2007 година, односно во времето на ВМРО ДПМН, концептот поддршка на земјоделците, поддршка на доходот и така натака. Изминатиот период погрешните политики и оние погрешни чекори кои што ги водеше претходното раководство во министерството и во владата, практично субвенциите ги доведоа во една многу лоша состојба. И сега гледам изминативе месеци, имаме обвинување од сегашната опозиција како се правила тука партизација, па субвенциите биле исплатени и така ние сме повеќе правеле политика, што апсолутно не е точно. Секогаш сум бил поборник за говорење на вистината која што е подкрепена со факти и аргументи, така и овој пат. Значи ние со влегувањето во министерството практично преку 4 милиарди денари имавме неисплатени субвенции. И тоа е реалноста. Сакале они да признаат или не, тоа е реалноста и тоа го чувствуваат и самите земјоделци. Бидејќи они се единствениот коректив кој што гледаат која зборува вистината, кој манипулира со нив. Затоа им се случи тој дебакал на изборите, бидејќи 7 години манипулираат со нивниот труд и со концептот земјоделство. Овој пат ние со самото влегување во министерството, со поддршка на премиерот, на владата,
правевме брза интервенција пренамена на слободни средства кои што ги ставивме во функција на исплата на заостанати обврски. Со ребалансот на буџетот обезбедивме дополнителни над 1.200.000.000 денари, кои што исто така ги ставиме во функција на исплата на заостанати обврски. Дополнително преку програмата за интервентен фонд се интервенираше во делот на откупот на пченицата, во делот на откупот на сливата во малешивијата, кој што имаше пореметување во моментот на откуп. Едноставно, она што е заостаната обврска на државата према земјоделците од 2020 па до денес, ние сме веќе во некоја фаза да ги имаме исчистено субвенциите заклучно 2023. Значи веќе нема заостанати обврски од 2023, 2022, 2021, него веќе наредниот период ќе почнеме сервисирање на теконата 2024 година. Планот е, и мислам дека ќе успее, во наредната 2025 година да влеземе со редефинирана програма за субвенционирање. Се надам дека во текот на дискусијата ќе отвориме и тој дел, би сакал да спомнам некои финеси. Значи ќе влеземе во нова календарска година со растретени долгови од претходниот период. Ова наиде на едно сериозно поздравување од страна на земјоделците, бидејќи навистина овие тешки години на преживување се голем показател и голем фактор во делот на одржувањето на земјоделското производство. Ние овие 5 месеци со исплатата на заостанатите субвенции сакаме да го стабилизираме секторот, бидејќи имаме сериозен пат на земјоделското производство. Дали во број на земјоделци, дали во обработлива површина, дали во квантитет на производство, имаме сериозен пат. И со оваа стабилизација и со овие програми кои што ги работиме заедно со, морам да спомнам, науката е вклучена, земјоделските здруженија, капацитетите на министерството и сите во секторот, да креираме програма за субвенции која што ќе биде реална, која што ќе има ефект и нормално ќе има прогрес во целова ситуација. Да резимирам, до крајот на годината ќе почнеме и со тековната година да исплаќаме субвенции со редефинирани услови, едноставно да покажеме дека навистина тоа што го зборувавме сме. И мислам дека сме на добар пат, затоа што не се случило да, ќе земаме една култура само, например, млекопроизводителите. Кога влегов во министерството имаше 18 месеци за останување, односно за доснување со исплатата на субвенцијата литар млеко. Затоа Македонија денеска има намален сточен фонд, помала млекопродукција, повеќе увоз од тоа што имаме денес производство. Ние изминатиот период исплативме повеќе од 13 месеци, значи наредниот период ќе имаме уште некоја исплата која што ќе значи санирање на состојбата. Едноставно да скратам, сериозен фокус на владата е во делот на исплаќање на заостанатите обврски со тенденција, со план како ќе продолжиме во наредниот период. Дали имате детектирано од дека овие субвенции биле злоупотребувани? И ако да, на кој начин? Па, видете, јас во јавноста веќе информирав за 2 случаи кои што ги известив надлежните институции. Кратко се работеше за субјекти кои што искористувале субвенции спротивно на закон, едноставно сето земјоделско земјиште кое што го користеле од државата не плаќале закупнина, користеле субвенции, наместо тие субвенции да завршат кај вистинските земјоделци и дале во погрешни приватни џебови блиски до луѓе од власта. Затоа информирав институциите, уште еднаш ќе користам прилика јавното обвинителство да покрене, односно да се одважи да ги земе овие докази во предвид и да поведа постапки, да нормално да има и одговорност за целава ситуација. Паралелно работиме на уште злоупотреби во дел, затоа што тие пари се народни пари и тука никој министер, ниту еден директор нема право да злоупотреби ниту еден денар. Тоа се пари кои што по наменските програми се наменети за земјоделците. Ние едно од ветувањата према земјоделците дека ќе ставаме крај на корупцијата, криминалот во секторот, стопирање на сите ненаменски трошења и нормална одговорност. Затоа велам, собираме докази, основани, проследуваме до надлежни институции, Министерството за внатрешни, финансиска полиција, јавното обвинителство пред се, каде што треба да превенираат. Исто така, по втор пат ја користам приликата да апелирам и до сите од другата страна, до сите земјоделци кои што имале сомнение или биле едноставно ставени во ситуација да бидат сведоци на некаква злоупотреба, да алармираат до мене како министер, до земјоделскиот инспекторат, до сите институции, за да се превенираат вакви чекори. Затоа што во борбата на криминалот треба да учествуваме сите во секторот, односно сите да бидеме едноставно, како да кажам, да алармираме за злоупотреби. Да, нормално, нашите внатрешни ревизии, секторот, инспекторатот ќе работи на санирање на ние такви несакани последици, меѓутоа мислам дека е време дојдено за да се понесе одговорност.
сепак се работи за субвенции кои што се наменски до оние вистински кои што одгледуваат земјоделски култури, не оние кои што се блиски до некој политички лидер, па тука да има злоупотреби, па да има привилегии, а од друга страна да ни паѓа ресорот во делот на производство. Исто да не забораваме и за оние нисплатени плати кои што беа во македонски Тоа е шуми. посебна приказна. Тоа е посебна приказна, толку беше уништен системот, покрај неисплатени субвенции имаме неисплатени платини. Имавме две клучни институции во мојот ресор, тоа е АД водостопанство кој што практично треба да обезбеди квалитетна вода за наводнување на земјоделските површини и македонски шуми каде што практично се обезбедува дрвната маса. Таму се работи за преку 3000 луѓе кои што работат во секторот, повеќе 4 месеци нема земена плата. Тоа е класична неспособност на некој кој што ги водел институциите. Тогашниот ресорен министер, владата, како да ви кажам, око не им трепнуваше за тие луѓе кои што имаат своји животни потреби. Здравствено осигурување, пензиско осигурување, потреби за лекарства и така натака и така натака. Замислете 4 месеци да немате месечни примања за дел од работите кои што да ги сработеле. Да, точно е, во тие две институции претходната власт направи класична партизација. Имаше предизборно вработување во двете институции кои што го обременија буџетот на тие институции, меѓутоа тоа е исто така пропуст на претходната власт. Ние, повторувам, го санираме секторот, ставаме во функција тоа што не било ставено, го стабилизираме за да продолжиме да работиме. Денеска тие две институции, новиот менеджерски тим и на водостопанство и на македонски шуми, редовно сервисираат плати. Запознај сум дека се прават и ревизии внатре во работењето, затоа што тоа што е наследено и тоа што ние го дадовме како влада, затоа што тоа беше иницијатива и на премиерот да им помогнеме на тие луѓе да одвоиме средства во ребалансот, да се покријат платите, да се рестартира целиот систем бидејќи навистина важен. Меѓутоа новите менеджерски тимови работат на внатрешна ревизија и едноставно посочување со прстот кој е виновен за таквата ситуација. Мислам, промената на власт не треба да биде само промена на име на директорот во македонски шуми. За мене и јас како министер веќе сум во постојана комуникација, дајте да видиме зошто е доведено предпријатието во ваква состојба. Каде се одлевале тие пари кои што влегувале? Дали е правен криминал, корупција, што и да е, да има одговорност. И тука нема да застанам до последниот ден од мојот мандат, колку и да трае. Јас морам да напоменам дека они не беа способни да дадат плата на вработените, веќе денес ќе ги гледаме во собрание како барат па зголемување на платите, а они не може тоа е, не знам со кој образ излегуваат пред јавноста, мислам повеќе се смешни отколку што се сериозни. Мислам до вчера беа во владата, водеа ресори, водеа цела влада, се однесува елитистички, уживаа на државен трошок, ниту креираа мерки, ниту креираа програми, ниту ја слушаа тогашната опозиција кога дававме конструктивни предлози и се одеднашка стана они толку големи домакини и се они се тие кои што знаат, можат и така ние сме биле со погрешен концепт. Мислам класично лицемерие, мислам недозволиво, ама тоа е претпоставувам и дел од матрицата на света, само да кога се во време на власт се однесуваат со некоја форма на тешка буржуазија, кога се во опозиција да глумат дека се, не знам, се грижат за земјоделци, за пензионери, за здравство и така натаму. Тоа што историјата кажува дека секогаш кога ВМРО-ДПМ било на власт, се земале државните приоритети и биле на прво место. Дали се тоа образование, дали е здравство, дали е земјоделство, поготово земјоделството. Мислам, тука не знам, излегуваат некои бивши пратеници и координатори што и да се излегуваат и се кажуваат како требало да се прави за тутунот, за оризот, не знам што. До вчера беа внатре. Може да го направат тоа. Оставива институции колабирани, оставива систем колабиран, еден закон немаат сменето и се они знаат. Ама мислам дека доволно се свесни граѓаните и знаат да проценат што се случувало, што се случува сега. Разликата е евидентна. Граѓаните проценија, затоа и се онаму каде што се. Јас би сакал да разговарам и за ИПАРТ програмата. Колку таа помага на земјоделците и колку од тие фондови се искористуваат и колку остануваат неискористени? Видете, во делот на ИПАР програмата морам да потенцирам дека тука пред се некако во минатото предност имаат поголемите капацитети. Она што мене ме загрижува и што во наредниот период е мој приоритет во делот на работењето, да овие ИПАР средства бидат достапни до помалите, ситните земјоделци. Тоа треба да се направи, требало да почне тој процес, жалам што не е така, да преку националните програми ги спремаме овие мали земјоделци да бидат способни да користат овие средства кои што ни ги дава Европската Унија на располагање, се со цел да ги донесеме до фаза да бидат на некој повисоко ниво, ајде да се изразам така, односно да бидат на некоја средна категорија.
Тоа не е случајно, до сега имаме искористеност на ИПАР средствата, тоа е добро од една страна, меѓутоа мислам дека успехот не е толку голем бидејќи ќе повторам, ситните земјоделци не можат да дојдат тие средства. Сега тече една објава од мерката 7 и така натака, таму јас ги дефинирав помал број на опсек на користење средства, да нема непродуктивни трошења, бидејќи во дел од претходните објави, сега да не видам грубо сватен, се давало пари за останати непродуктивни апликации. И поради тоа го дозволува, меѓутоа требало тогашниот менеджерски тим на министерството да дефинира дека за некои работи можеби треба да се лимитира пристапот. Не можеме да даваме ние за сепарации за каменоломи и пар средства. Сепак тоа е фокус на земјоделството во преработвачката индустрија и така натака. Како и да е, ние ќе продолжиме со тој тренд. Морам да потенцирам дека кога влеговме во платежната агенција, односно новиот директор, затекнавме еден повик кој што беше застанат, па моравме да ги активираме сите капацитети да го тоа завршиме, да го затвориме тој повик, сега идеме нели со тековниот. Да скратам, веќе од наредната година преку заселена поддршка од националните програми ќе им помогнеме на ситните земјоделци да бидат спремни да ги користат овие средства, кои што во наредниот период идната година ќе нормално ќе има и нови повици кои што ќе бидат ставени во делот на механизација, приклучна, преработувачки капацитети, едноставно да максимално ги искористиме тие средства. Ние сме релативно добри во искористувањето, меѓутоа секогаш може подобри. Јас сметам дека тука има простор за многу повеќе да се направи. Одма се гледан на поинаков... Јас ја малку, можеби, повеќе окупирам дискусијата, меѓутоа знаете кога сте во ресорот и сите теми кои што ги апсолвирам со години наназад и некогаш ми е тешко да направам пауза и тоа идам така малце по опширно да го објаснам и тоа сакам еве и нашите гледачи кои што ќе гледаат подкастот да сватат да имаат една почиста слика што било, што е сега, што ќе следи наредниот период. Бидејќи да не се занимаваме со политиканство. Претходно некако повеќе политиканство, повеќе убаво на зборови, а реализацијата беше многу мала. Сега треба да биде и ќе биде многу поразлично. Сега, ако по утрото денот се познава, мислам дека овој мандат на новата влада на ВМРО-ДПМН ќе биде еден од најдобрите според мене во историјата на Македонија. Пред да одиме на последното прашање, бидејќи сепак еве јас доаѓам од УМС, од младите, може ли подетално за проектот Млади земјоделци? Бидејќи го најавувавте во преизборната кампања и мислам дека имаше добар одек во јавноста. Ќе направам еден мал вовед во темата. Да, точно е, младите ќе бидат во делот во преден план ставени во наредните политики. Зошто е тоа важно? Ако ја гледате старосната структура на македонското земјоделство, тоа што моментов го имаме, иако е доста намалено, гледаме дека бројките кажуваат имаме сериозна повисока старосна граница на земјоделците. Едноставно немаме млада сила која што ќе влезе во процесот и да го продолжи континуитетот на производство, односно и нашиот план да го зголемуваме. Затоа велиме ќе ставаме, односно работиме на тоа да младите влезат во секторот. За еден млад човек да влезе во секторот, ние сега полека го спремаме теренот, бидејќи многу е лесно да му дадете поддршка на некој млад земјоделец, дали е тоа грант од 10, 20, 30, 50 илјади евро, тој ќе влезе во секторот. Меѓутоа, ако неговите анализи или неговите сведоштво во минатото гледа дека тоа е на краток рок, бидејќи имаме проблем со пласманот, имаме проблем со цената откупна, нема рентабилност и така натака, никој сериозен не би влегол во процесот да знае дека тоа е на краток рок. Затоа ние сега спремаме терен, ги враќаме работите во нормална, да има предвидливост на производството. И во наредната година велиме да, ќе дадеме приоритет, тоест ќе има повици за млади луѓе кои што ќе се ангажираат во секторот, ќе дадеме како држава стимул, тие да влезат, меѓутоа да влезат во нешто што е сериозно и стабилно. Многу е лесно да некако да продадете некоја идеја која што е на краток рок. Нашата идеја е да ова има одржливост. Со влегувањето на младите луѓе, кои што од една страна ќе значи нова енергија, свежа сила, мотивација и така натака, од друга страна младите се тие кои што треба да ги пресликуваат европските, светските трендови на модерно земјоделско производство. Затоа што нели светскиот тренд на производство, технологиите и така натака, младите луѓе многу полесно тоа може да го имплементираат. Преку ваквите програми, посебно во делот на нели се ајде и руралната жена која што исто така е вклучена, независно дали е тоа помлада или повозрастна,
ќе го закружиме процесот, едноставно ќе може да влезат во земјоделскиот процес. Дали се тоа во делот на стоčarството, дали се тоа во преработувачка индустрија и така натака, тука навистина посветуваме сериозно внимание, затоа што ако гледате една глобалната слика на земјоделскиот сектор, трите предуслови квалитетна почва, сончеви денови и вода, која што треба да се менеджира, четвртата алка, која што е многу битна во секторот, е работната сила, земјоделецот и така натака. Затоа велиме на оваа категорија која што е повозрасна, сакаме да им обезбедиме услови за рентабилно производство на помладата генерација која што треба да остане. Навистина е жалосно да гледаме како нашите млади се одлеваат, односно легуваат надвор границата и така натака, аргатуваат по белиот свет, а дома ги имаме сите предуслови да имаме квантитет на производство, рентабилност, да може да основаат семејства во нашата држава и нормално да ги заживуваме руралните средини. Тука во делот на младите, покрај апликацијата за започнување собствен бизнис, ние како министерство тука се преклопуваме со делот на агендата на владата во делот на инвестициите во општините. Затоа што мојот концепт не е доволно само да се обезбеди рентабилна цена, да се обезбеди сигурен пласман, треба да се обезбедат и услови за живот во руралните средини. И тука заедничко делуваме преку локалната самоуправа, знаете сега и со проектот за инвестиции во општините, да го подигнеме нивото на живот. Затоа што секој млад човек кој што сака да се занимава со земјоделство, сака да има услови нормално како што треба и доликува, да има квалитетна вода, да има канализациони патишта и така натака. Веќе работиме на еден проект кој што го заживеаме, односно го враќаме во функција, тоа е изградба на откупно дистрибутивни центри. Значи тоа се повеќе сегменти, сега не знам дали имаме доволно време да го објаснам, повеќе сегменти кои што ќе значи создавање на клима, на почва за младите луѓе да влезат во процесот. Мислам дека е пресудно тоа што ќе го создадеме да едноставно го видат младите луѓе, дека има од другата страна некој кој што се грижи, создава услови, создава терен, ќе биде заедно со нив во првите години во предизвиците кои што ќе следат, за да им помогне да го одржат производството. Тука е распредел на земјанско земјиште и така натака, механизација, тоа се склоп на активности кои што вака можеби на краток рок, ја во неколку минути не можам да ги објаснам, меѓутоа е цел за да ги привлечеме, да ги задржиме и да одедноставно имаме еден социјален ефект кој што ќе значи згрижување, плата и така натака кој што ќе може да екзистираат земјоделството, а од друга страна ќе го зголемуваме квантитетот. За мене успех е покрај младите земјоделци, земјоделците и така натака да го зголемиме производството. Навистина е жално и недозволиво е да јадеме нешто што е увозно, што е можеби со сомнителен квалитет, што е премногу скапо. Тоа не е само не се удира врз грбот на земјоделците, тоа се удира врз грбот на секој еден граѓанин во државата. Зошто да јадеме увозна храна која што ја плаќаме скапо, кога можеме да произведуваме домашно, здраво, да си ја заживееме нашата економија и тука го затвараме ланецот на производство. Примарен производител, преработувач, потрошувач, едноставно тука се затвара целата работа. Ова, верувајте, не може да се направи за 6 месеци. Да земете да реновирате една куќа, па ви треба повеќе простор и повеќе време и финансија, не па кога се води држава, меѓутоа концептот е дека навистина знаеме во кој правец се движиме. Да, треба време, јас сум горд и вака кога зборувам со полна устава, ова го кажувам затоа што знаете и во предизборието и во изборната кампања и сега во работата во владата, секторот земјоделство има сериозна поддршка од премиерот Христијан Мицковски. И затоа и во исплата на субвенции, креирање мерки, новиот буџет, да, свесен е дека Македонија навистина треба да биде горда на своето земјоделство, кое што ќе значи постабилен економски сектор. Нашите земјоделци директно или индиректно најголем број се занимаваат со земјоделство. Тоа ќе значи производство на храна, стабилна економија, живот на руралните средини и така натака и така натака. Министер, голем дел и одработите, дури ми одговоривте за последното прашање. Меѓутоа, само пред да го поставам, ме интересира кој се млад човек може да аплицира, сакам да кажам, до колку години и што треба да... Старосната граница во сите мерки кои што ќе постојат во наредниот период, дел од нив, за жал, изминативе години не биле реализирани. Старосната граница е максимум 40 годишна возраст. Тука во делот на мерките ќе има предност за руралната жена, сепак треба и таа да има свое ниво во општеството. Ние веќе како министерство и потпишавме на декларација за
права на жените во руралните средини преку UN Women и така натака. Значи сите оние луѓе кои што се до возраст до 40 години ќе имаат предност во аплицирањето, односно во мерките. Дали е тоа за механизација, грантовите кои што ќе ги даваме за самовработување во земјоделскиот сектор, дали е во делот на распределбата на земјоделското земјиште, секогаш ќе имаат приоритет кој што ќе значи едноставно гаранција дека ќе можат да успеат во секторот. Јас се простете малку можеби по тоа на долго го објаснувам и тоа сакам да бидам попластичен во изразувањата, да ме свати и публиката и младите луѓе кои што ќе гледаат овој подкаст, за да знаат дека навистина и ги охрабрувам, пред се, ги охрабрувам да влезат во процесот на производство на храна. Тоа е една благородна позиција, една благородна дејност која што навистина значи и треба да биде тоа што едноставно ќе биде нивна екзистенција. Ние како држава ќе направиме се да обезбедиме услови, да работиме заедно со нив за да едноставно продолжиме во секторот да има предвидливост. Сега сум јас министр, утре можеби ќе дојде некој друг, меѓутоа сакам да оставам нешто што ќе биде патоказ каде треба Македонија да стигне во овој дел. Напоменавте доста проекти што ги имате спроведени, што ќе ги спроведете наредната година, затоа реков како да ми ги читате прашањата што сакав следно да кажам, бидејќи следното и последно прашање ми е кои се вашите следни чекори како министер и министерство? Што ќе одбележи 2025 година во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Наредната 2025 година ќе се потрудиме да статистичките податоци кои што ќе излезат наредната година бидат со позитива, односно да го зголемиме продуктивноста, да го зголемиме бројот на земјоделци кои што се занимаваат во секторот. Кажав преку низа на мерки кои што ќе значи пред се и основно Министерството сериозен партнер, пријател на земјоделците, некој каде што ќе може да се потпрат за тоа значи визија. И дел од мојот концепт е да секој еден човек кој што се занимава со земјоделство, односно така наречен земјоделец, на прашањето со што се занимава, одговорот на обиде со полни гради дека се занимава со земјоделство, дека работи во Македонија, дека произведува храна за дома, за извоз и така натака и може без грижа да го прехрани своето семејство, едноставно да не биде оставен да живее во неизвестност. Статистичките показатели се надевам и мислам дека ќе бидат многу поразлични од тоа што било 2024 година. Потенцирам, не можеме преку ноќ се да направиме. Ова не е сега некоја фаза на изговор, па ние сакаме да избегнеме некаква одговорност, не, затоа што знаете, производната година во земјоделскиот сектор трае најмалку 365 дена. Тоа што ние сега го спремаме како терен, ќе има ефект веќе наредната година за дел од културите. И затоа велам, ќе се обидеме, на добар пат сме, да поставиме сигурни и стабилни темели и наредната година да имаме зголемен производство на земјоделски производ и многу позадоволен земјоделец од тоа што денес го имаме. Напоменавте дека многу е важно и да имаме држава која што извезува, а не увезува работи, бидејќи имаме доста, па кажавте, почва, меѓутоа би кажал и услови да произведуваме многу работи, а да не ги увезуваме од надвор. Министер, јас да ви се заблагодарам за вашето гостување. Многу кратко, мислам дека ќе имаме повеќе време, но наредна прилика. Јас ми спомна и дека сега пред неколку дена сте били во Црна Гора, знам и дека сте уморен, притоа и сакам да честитам, имате и принова во вашата фамилија, знам и дека се тука се склопува, имате и немате доволно време слободно, но затоа би ви остал еден поздравен говор кон нашите гледачи, минутка чисто да се одјавиме, па подоцна јас ќе си ја одјавам мојата. Поздравниот говор или обраќањето го насочувам точно кон земјоделскиот сектор, да веруваат во политиките на Министерството. Министерството е отворено за соработка, тука сме. Веќе и работиме со најголем дел од оваа категорија и не само со земјоделците, него и со сите чинители во секторот, дали се тоа преработувачи, откупувачи и така натака, се со цел да навистина Македонија повторно со гордост велиме дека е земјоделска држава. Нажалост, тој епитет е изгубен, меѓутоа јас сум убеден дека сите заедно можеме да постигнеме нешто такво, затоа што заслужуваме, имам предуслови и нашиот квалитетен земјоделски производ е баран и дома и надвор од границите. Оптимист сум и мислам дека показателите идната година ќе бидат многу подобри од тоа што биле во минатото. Министер, ви благодарам. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Разговаравме за доста теми поврзани со земјоделството, младите земјоделци, но и многу нови проекти кои што министерот ги најави оваа вечер, а ќе бидат во новата 2025 година. За вас ви посакувам се најдобро, се гледаме повторно во среда со нов гостин.
и до тогаш се гледаме на Facebook и Instagram каналите на ВМРО ДПМН. Поздрав и секое добро. А?